Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва донесуваме. Пред локалните избори. Даштевски смета дека поголема сигурност би имало, доколку пред изборите опремата поминеше низ пробно тестирање во дел од општините. Значи, сите држави што спровеле ова имале пилот. Сега со оглед дека се работи за софистицирана опрема, ние се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред. Дали писмо од Американската амбасада до надлежната собраниска комисија го одложи пополнувањето на испразнетите места во Уставниот суд за поизборите? Виси и третиот обид за сервисирање на ер-тракторите кои останаа приземјени за време на големите летни пожари. Шпанската компанија досегашен сервисер ја обвинува Дирекцијата за заштита и спасување за незнаење и непочитување на законите. На кањонинг во Мариово. Неголема атракција скокањето од карпа во вода. Скокањето во овие базени веројатно е највозбудливиот дел од пустот низ кањонот. Ве поканувам да останете на Алсат и да ги погледнете најавените стори. Се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Новината што првпат се воведува на предстојните локални избори за идентификација на гласачите со отпечаток од прст треба да му додаде на квалитет и кредибилитет на процесот, но дали ќе биде така е под голем знак прашалник. Неизвестноста е поради тоа што набавката на уредите за биометриска идентификација беше направена во последен момент, па тестирањето на системот ќе биде на самиот изборен ден. Дополнително, фирмата од која се купени уредите, иако е високо референтна во областа на биометриски решенија, има само едно искуство од избори во Авганистан и тоа не баш позитивно. За овие дилеми нашата Славица Филиповска разговараше со претседателот на ДИК Александар Даштевски. Со вкупно 4 пратки до почетокот на октомври, германската компанија Дермалог треба етапно да испорача 4000 уреди за биометриска идентификација на гласачи. Нема време за опремата да помине пилот проверка, туку таа премиерно ќе се употреби на локалните избори закажани на 17 октомври. И се надевам дека ќе биде во ред. Сега за денот на изборите не можам ништо да кажам, бидејќи не се знае прв пат е. Вака изгледа уредот за биометриска идентификација на гласачите. Личи на таблет, но со кабли е поврзани со терминален принтер. По еден ваков комплет ќе се постави на секое избирачко место на денот на изборите. Пред почетокот на гласањето, избирачкиот одбор ќе го активира уредот со паметна картичка, а ќе го исклучи вечерта, откако ќе помине времето за гласање. Бидејќи ако се исклучи не може пак да се вклучи, мора техничкото лице да реагира. Откако ќе се проверат личните документи на гласачот, избирачките одбори ќе побараат од лицето да пристапи до уредот. Гласачот го доближува показалецот и за 10 секунди на екранот треба да се прикажат неговите лични податоци и со зелено светло да се одобри гласањето. Дури потоа се дава гласачко ливче. Ако лицето го нема во избирачкиот список за конкретното место, уредот ќе светне црвено и звучно ќе алармира. Сепак има исклучоци. Доколку не го најде, а тој сепак не покажува црвено, тогаш се употребува МР за скенерот, внатре се става документот за лична идентификација, патната исправа или личната карта и тоа треба да ги покаже неговите податоци доколку е во апаратот. Сега, доколку не го наоѓа, има проблем, имаат луѓе проблем земјоделци на кои им се оштетени тие папиларни линии, ќе се вклучи портокалово све. И ќе може да ја продолжи постапката и во тој случај го колектира отпечатокот за да може после да се провери дали е тој гласач и дали веќе гласа. Терминалниот принтер пак на секои 2 часа ќе ја печати состојбата за излезност во гласачките места, а конечната бројка треба да се совпаѓа со бројот на ливчиња во гласачката кутија. Шефот на Државната изборна комисија Александар Даштевски ни образложи на што се должи неговата изјава оти се надева, а не и дека е уверен оти гласањето со отпечаток од прст ќе помине во најдобар ред. Ние немавме многу долго време за подготовки, затоа што јас кога дојдов гледам дека тоа го пишува во законот и ние мора да го спроведеме. Не ни оставен простор да можеме да го одложиме. Даштевски смета дека поголема сигурност би имало, доколку пред изборите опремата поминеше низ пробно тестирање во дел од општините.
Тоа е правило во свет. Значи, сите држави што спровеле ова имале пилот. Например, Албанија спроведе тако, имаше пилот месец дена пред изборите во 3 општини и помина супер тоа. Сега се огледа дека се работи за софистицирана опрема, ние се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред и затоа реков ја ние максимално колку што можевме се информираме. Секој уред, на секое гласачко место ќе биде наполнет со биометриски податоци за гласачите само на тоа избирачко место. Личните податоци ќе бидат криптирани, а за секој гласач ќе има и баркод. Уредите нема да бидат поврзани во мрежа или со интернет, односно ќе работат офлайн и нема да комуницираат меѓу себе. Тоа пак го наметнува прашањето: што ако има лица со двоен или троен идентитет и тие се обидат да гласаат на 2 или повеќе избирачки места? Уредите се офлайн, меѓутоа тие се полнат преку софтвер. Баркодовите се во софтверот и се полнат во уредите и секој гласач има посебен баркод. Така што ако се работи за исти гласач, не може да гласа бидејќи има без оглед и да има исти податоци, тоа има различен баркод, нема да го чита. Да, но ако има различни податоци, двоен идентитет, Па двоен идентитет колку луѓе имаат во Република? и еден да има проблем, а имаме еден Варелов. Да, па ете имаме еден проблем, тоа ние ги добиваме од МВР податоците. Како ќе ни ги дадат они? Ние така ги ставаме во нашиот сервер криптирани. Сакав да кажам, истиот гласач, со истиот отпечаток, оди на различни места, меѓутоа има лажна лична карта, различен идентитет и си гласа на различни места. Не може има баркод. Податоците што сме ги дале, ние ако ни дале погрешни податоци, тоа е друго. Ако ни дале вистински податоци, има баркод, секој гласач различен баркод. Може он да има 2 лични карти, ама различен баркод кој ќе ги препознава отпечатоците на прсти. Ако му се различни, ќе покаже проблем и тоа ќе се провери. Значи, јас на никого не би му сугерирал да ги прави тие работи, бидејќи после тоа има право ДИК да провери дали се тие веродостојни податоци или не се во опремата. Следуваат супер софистицирани скенери кои ќе препознаваат се, и личните податоци и биометриските податоци. И кога ќе се провери, ќе се види за кој гласач се работи, таму каде што е пробано нешто да се прави, групно да се гласа или да гласаат 2 пати исти човек и така натаму, веднаш ќе се открие и ќе се прегласа. Како веднаш ќе се открие кога офлайн се? Јас за тоа можем да ви кажам само она што пише во законот. Значи, гласачот се идентификува со важечка лична карта и важечка патна исправа. Значи, важечки документ за лична идентификација. Во тој документ се податоците едни. Значи, од таа адреса на која се наоѓа. Не може он да иде после на друго место, бидејќи личната карта е една адреса. Така е по правило. А сега е нешто ако има за сцената, behind the scene, што ви кажат, тоа е друго. Тоа има органи за прогон кои ќе проверуваат. Од ДИК сметаат дека е предност што уредите се офлайн, оти така се заштитени од хакерски напади. Сумата од 11,2 милиони евра за новината што ја договорија власта и опозицијата, целосно ќе се исплати на германската фирма Дермалог, но по завршувањето на изборите. Ако се случи техничка хаварија со уредите на денот на самото гласање, сметката нема да се плати. А токму такво предупредување за Северна Македонија пристигна од Авганистан, каде Дермалог технички покриле 2 изборни циклуса. 360 степени веќе објави дека Фондацијата Транспарентни избори во Авганистан, ТЕФА, пратиле писмо до представници на ДИК и институции во земјава дека имаат лошо искуство со Дермалог. Во дописот, Авганистанската фондација алармира дека имало целосен застој во верификацијата на гласачите поради проблеми со серверите на Дермалог. Имало проблеми со увидот во тоа дали некој гласал или не. На едни избори половина терминали не работеле, а не биле соодветно обучени и учесниците во изборниот процес. Фондацијата ТЕФА предупредила и дека Дермалог не обезбедила соодветна теренска поддршка, туку имала само 2 инженери во независната изборна комисија на Авганистан. Даштевски вели дека нашата земја е дополнително заштитена во тој поглед, оти за разлика од афганистанците, ние сме купиле и опрема и услуги, комплет. Во тие услуги спаѓаат 15 инженери кои постојано за изборите ќе работат тука и кои ќе
го менаџираат целокупниот процес во понудата што ја дадоа пред сите компании кога конкурира. Значи има и кои ќе им бидат тука соработници, односно контрактори и субконтрактори. Што значи дека на денот на изборите тие ќе треба да обезбедат толку инженери колку што ќе бидат потребни на нив за да се заврши процесот без проблем, односно да се интервенира доколку нешто не е во ред. И тоа ќе биде нивна проценка колку луѓе? Да, тоа ќе биде нивна проценка. Првичната проценка што ја дала Дермалок е дека 60 луѓе се доволни за техничка поддршка на денот на изборите. Сепак, германските инженери ќе обучат до 160 технички лица кои ќе бидат на готов на изборниот ден. А со обуки и печатени упатства ќе се едуцираат и избирачките одбори. Тие 15 души од тие инженери стално доаѓаат различни, веќе 10 пати имаат дојдено тука, сами си плаќаат хотел, сами си плаќаат авионски карти, све си плаќаат сами. Во опремата екстра ни даваат работи кои не се ставени, бидејќи ние не сме знаеле што све треба, како што се тие супер софистицирани скенери кои коштаат некои 700-800 илјади евра. Како не сте знаеле? Па, сега опремата, они си ја знаат. Гаранцијата на германците за опремата е 5 години, па ако премиерата помине успешно, уредите, но и асистенцијата на компанијата би послужиле уште за неколку изборни циклуси дополнително. По истекот на 5-та година, сервисот со анекс повторно ќе го плаќа државата. Интересот на Дермалок за земјава е логичен, оти ова е нивно дебитанско учество во избори на европско тло. Себе си се сметаат за пионерска компанија во развојот на биометриски производи и решенија, но на нашата покана за интервју во кое би ги објасниле случувањата на изборите во Авганистан, не одговорија. Опремата на Дермалок засега се чува само во ДИК, а понатаму дел ќе се распредели во просториите на клубот на пратеници. Сигурна е? Обезбедена? Во МВР, видовте тука, не пушта никој да... Значи, договорено е со МВР и доле, и овде, 24 часа се чува. Нема ни секунда, све е заклучено и плюс има чувате. 520 уреди се набавени за резерва. Во случај пак на тотален колапс на опремата, има упатство за гласање без примена на уредите. Актот налага избирачкиот одбор да побара гласачите да остават отпечаток од прст со графитно перниче во посебна графа од печатениот избирачки список. Исклучок од гласањето со техничка опрема има за оние кои не можат да дојдат на гласачките места, односно болните и немотни лица, гласачите во странство, затворениците и притворениците. За нив останува традиционалниот метод на проверка со UV ламба и спреј. Уставниот суд функционира без тројца од вкупно 9 судии, а пополнувањето на испразнетите места е одложено за полокалните избори откако пропадна обидот за избор пред летните одмори. Мнозинството и опозицијата во собранието вообичаено си ја префрлаат одговорноста, иако како една од можните причини за одлагањето се споменува писмо од Американската амбасада испратено до претседателот на надлежната собраниска комисија во кое се изразува интерес за темата во период кога во јавноста се појавија имињата на можните кандидати за уставни судии. Наводно, тој интерес кај власта бил разбран како индиректно несогласување на амбасадата со имињата што беа во оптек, па процесот е одложен. Ирена Каревска. Кратко траеше комисиската седница на која требаше, но не беа предложени тројца кандидати за уставни судии. На крај, пратениците ја прескокнаа точката. Еве гледаме дека се уште власта тактизира и не може да излезе со правилни имиња. Пак е само нивна шпекулација, дневно политичка игра која што нема никаква врска со реалноста. 3 месеци подоцна, се уште нема кандидати за уставни судии, па Уставниот суд работи со состав кој е за 1/3 помал од предвидениот. А тоа нема да се смени пред завршувањето на локалните избори. Сепак сметам дека е несериозно да 3 месеци не се изберат уставни судии. 360 степени доби потврда дека додека во јавноста се шпекулираше со имиња на можните кандидати за уставни судии. Информации за процесот побарала Американската амбасада во Скопје. Дали дописот испратен до надлежната собраниска комисија е причината што ги пишманила пратениците? Уставниот суд го сочинуваат 9 судии кои имаат мандат од 9 години.
Кога последен пат имаше полн состав, него го сочинуваа Добрила Кацарска, избрана лани, Насер Ајдари, Осман Кадриу, Дарко Костадиновски, избрани во 2018 година, Вангелина Маркудова, избрана во 2013, Јован Јосифовски, Сали Мурати, Никола Ивановски, Елена Гошева, сите избрани во 2012 година. При крајот на летото, мандатот им истече на Гошева, Ивановски и Мурати. По заминувањето на тројца судии, Уставниот суд веќе неколку месеци работи со 2/3 од капацитетот. Меѓу другото, тоа значи дека судиите треба да бидат речиси едногласни, бидејќи одлуките ги носат со мнозинство од вкупниот број судии. Нашите одлуки кои што ги носиме се легитимни, бидејќи потребниот број на гласови ги добиле тие одлуки. Освен тоа, со задоволство можам да кажам дека речиси сите одлуки што биле на седница поминале. Меѓутоа, треба да се има во предвид фактот дека друго е кога дискутираат 9 судии за некои предмети и впрочем за сите предмети, не само за некои, а друго е кога дискутираат само 6 судии. Намаса пред Уставниот суд во моментов чекаат и големи предмети, како указите за Преспанскиот договор и законот за употреба на јазиците. Но поради застојот во изборот на нови судии, паднала едногласна одлука за вакви значајни прашања да се одлучува откако судот ќе се екипира целосно. Ние можеме да ги поминеме на седница, но ако не добијат потребен број гласови тие одлуки, во тој случај останува во фаза на гласање рефератот. Кога ќе дојдат новите судии, тие го губат правото да дискутираат, а се должни да гласаат, што е исто така проблем. И конечно, можеби ние имаме едно размислување и еден став за некои предмети, а некој од оние судии кои што треба да дојдат, ќе успее да не убеди со негова дискусија дека можеби ние грешиме, дека неговиот став е поинаков и исправен. Значи, затоа велам, многу е битно колку може побрзо да се комплетира Уставниот суд. Сите уставни судии ги избира собранието. Некои, како на пример Кацарска, ги предлага судскиот совет. Некои ги предлага председателот на државата. А судиите што сега се чека да се изберат, треба да бидат предлог на Собраниската комисија за изборите и именувањата. Откако имињата ќе добијат зелено светло на матична комисија, треба да добијат и најмалку 61 глас на пленарна седница на парламентот. При единствениот обид да се отвори темата во собранието во јуни, пратениците не стигнаа да номинираат конкретни имиња, бидејќи точката беше одложена. Опозицијата негодуваше, откако се расширија шпекулации дека меѓу кандидатите за уставни судии се поранешната пратеничка од СДСМ и актуелен генерален секретар на собранието, Цветанка Иванова, и битолскиот адвокат Васко Талевски, кој има минато во раководните структури на владеачкиот СДСМ. Ова би представувало не само партизација, туку и заевизација на Уставниот суд. Може би колегите ќе предложат и вас за уставен судија и Гордана Селјановска, но тоа не може да знае. Во разговор за 360 степени, Иванова вели дека досега не разговарала за нејзина кандидатура со ниту еден пратеник, додека адвокатот Талевски тврди дека имало неформални разговори, како што вели, на база на шпекулации. Случајно или не, токму во периодот кога се шпекулираше дека тие ќе бидат кандидати за уставни судии, информации за процесот побарала Американската амбасада во Скопје. Сознанијата на 360 степени се дека правен советник од амбасадата испратил писмо до председателот на надлежната собраниска комисија, Костадин Костадинов. Амбасадата потврди дека има допис, но не ја откри содржината. Често се ангажираме, соработуваме со сите нивоа на власта за широк спектар на прашања од заеднички интерес. Беше одговорот од амбасадата на нашето прашање за дообјаснување на целта на писмото. Што пишувало во писмото и дали тоа е вистинската причина за одлагањето на номинацијата на кандидати, се обидовме да го прашаме токму Костадин Костадинов.
Пратеникот на СДСМ ги игнорираше нашите повици и пораки. Не го сретнавме ниту на првиот работен ден на собранието по летните одмори, а неговото столче остана празно и на првата собраниска седница. Јас сум заменик председател на комисијата, заменик на председателот Коста Костадинов до мене и немам информација и дека до председател на комисијата има било какво писмо од некои советници, не знам, правник како ги кажевте. На прашањето дали Иванова и Талевски се добри кандидати за уставни судии, Митрески не одговори директно, туку истакна дека имињата биле шпекулација. Јас можам да кажам за тие што ги познавам. Секако како кандидат може да зборам и за Цветанка Цветанка Иванова како еден од поквалитетните правници. Меѓутоа, сето тоа што вие го кажувате, и јас сум го читал од медиуми, а нема ништо официјално како некаков предлог од пратеник кој што стигнал до мене како координатор на пратеничка група. И се мислам дека и спомнувањето на незиното име или на други имиња кои што се вртеа по медиуми во јавноста, мислам дека само е чиста шпекулација. Ставот на Митрески е дека номинацијата во јуни е одложена поради ВМРО ДПМН и дека за продолжување на процесот се чека опозицијата да утврди своји кандидати. Бидејќи до распишување на локалните избори не добиле абер дека се спремни за дебата, изборот на судии сега е во мирување. Од ВМРО ДПМН пак не откриваат дали ќе излезат со своји кандидати, ама истовремено очекуваат претходен договор меѓу сите партии. Планот на ВМРО ДПМН не е битен затоа што владачкото мнозинство ја закажува комисијата. Дали ќе обструирате повторно работата од аспект да побарате през? Сето тоа е релативно затоа што навистина би сакале врз основа на она што ќе одоговориме претходно да се одвива и текот на седницата. Доколку повторно има обид нешто на мала врата или далеко од очите на јавноста се помине, ќе бараме начин за сето тоа да го прикажеме на јавност. Зошто не дадовте шанса на процесот да ги чуете барем предлог кандидатите, па потоа да... Јас се чудам и на владачката мнозинство во собранието, кој веќе решило да ја турка на сила целата таа работа, што не продолжи со седницата. Очигледно заглавени во начинот на избор, кој што сакаа да помине во тајност, а ја прекинаа седницата и еве гледаме дека нема се уште продолжение на истата таа седница. Додека трае собраниската сага за тоа кој ја одолговлекува седницата и го киднапирал Уставниот суд, институцијата може да остане без уште еден судија. Јован Јосифовски е избран за судија во декември 2012 година и неговиот мандат завршува во јануари 2022 година. Ако до тогаш не се изберат судии, Уставниот суд нема да може да одлучува за прашања за кои е потребно двотретинско мнозинство, бидејќи тоа подразбира барем 6 судии. Но и неминовниот избор носи ризици, вели доцентот по уставно право и политички систем Денис Прешова. Што значи дека веќе ќе имаме 5 уставни судии кои ќе бидат избрани за релативно кус временски период, што ќе го сочинови новото мнозинство во рамките на Уставниот суд, пошто ќе следи една пауза од 7 години во која нема, доколку се разбира, пред време не заврши нечи мандат или престане, нема да имаме никаков избор на уставни суди. И ќе биде бетонирана позицијата на Уставниот суд, односно мнозинството во Уставниот суд, во чиј избор ќе доминира една политичка гарнитура, што не сметам дека е баш најпожелна ситуација во однос на прашањето поврзани со уставност и законитоста во државата. Според Прешова, обструкциите во парламентот се последица на отсуството на правна регулатива. Смета дека мора да се донесе посебен закон за Уставниот суд, со кој меѓу другото би се прецизирали и критериумите за избор на судиите, кои се од редот на така наречени истакнати правници. Во пракса, смета Прешова, овој термин остава простор за манипулации. Постои несоодветна и недоречена правна рамка и воедно извитоперена пракса во нашиот систем. За жал, редовно се оставаат овие прашања до последен момент да бидат разрешени и тогаш завршуваме со најчесто избрзани решенија или без никакви решенија односно овие проблеми, односно решавањето на проблемот се остава за некои подобри времиња и по соодветна политичка клима која никако да дојде во однос на Уставниот суд. Барањата за законско решение или решенија кои би биле значајна реформа на уставното судство не се нови. Не е нова и неподготвеноста на законодавната и извршната власт суштински да се впуштат во таков процес. Во такви околности,
Сигурно е дека и новите уставни судии ќе бидат избрани по актуелните правила. Само избор на неспорни и истакнати правници може да биде почеток на подобрување на сликата и капацитетот на Уставниот суд. Виси и третиот обид да се договори сервисирање на ер-тракторите, авионите за гаснење пожари, кои токму поради тоа што беа несервисирани останаа приземјени за време на најголемите пожари летово. Од шпанската компанија која ги сервисираше ер-тракторите во годините наназад, а сега е повторно поканета да склучи договор, ја обвинуваа Дирекцијата за заштита и спасување, раководена од кадарот на ДУИ Беки Максути, за незнаење и непочитување на законите. Паралелно по очигледната немоќ за време на пожарите летово, почнува реформа на системот за заштита и спасување, која меѓу другото предвидува спојување на Центарот за управување со кризи и на Дирекцијата во една институција. Петар Клинчарски на оваа тема. Цели 16 години Центарот за управување со кризи најавува дека само што не почнал да работи единствениот телефонски број за итни случаи 112. Така велеа директорите од предходната, така велеа директорите и од актуелната власт. Реално можам да кажам дека декември идната година ќе биде во функција единствениот број за повици за граѓаните 112. Парите не се проблем, одамна ги обезбеди ЕУ. Проблем е тоа што бројот 112 е само една алка од системот за заштита и спасување, што треба да се реформира. Планот сега е да се спојат Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Во иднина ќе имаме една институција која што ќе ги обедини тоа што досега го работело ЦУК и што го работел ДЗС, и сметаме дека тоа ќе биде еден од конкретните чекори за да прекине губењето време во меѓуинституционални кавги. Колку законската реформа на системот за заштита и спасување може да понуди успешно менаџирање на терен со ограничени ресурси за справување. Ова е оперативниот центар на службата 112, сместен во Центарот за управување со кризи во Скопје. Просторот е поделен во 3 оддели. Едниот е за оперативниот центар, каде деноноќно ќе работат 6 оператори. Посебна просторија има за раководителот на смена, кој ќе ги контролира вработените што одговараат на повиците. Третиот оддел е наменет за оние што ќе даваат логистика и поддршка за функционирање на системот. Скопскиот е само еден од планираните 8 оперативни центри на ниво на држава, кои ќе бидат сместени во Куманово, Тетово, Штип, Велес, Битола, Охрид и Струмица. Имаме веќе опремено просторија, односно 2 простории во кои што ќе бидат сместени операторите на 112. Воедно во тек е набавка на опрема за овие простории и се примени луѓе. Имавме оглас на кој што примивме 15 луѓе кои што ќе работат во овој сектор, но воедно се фокусиравме на нашите внатрешни сили, односно луѓе кои што веќе се вработени во ЦУК, да ги пренасочиме во овој сектор. Постоењето на единствен телефонски број треба да го скрати времето на реакција на надлежните служби, полицијата, итната помош, противпожарните служби и службите за заштита и спасување. Операторите ќе треба да ја утврдат локацијата на лицето кое е во одредена опасност и да го проследат повикот до итните служби кои треба веднаш да испратат помош. Верувам дека во текот на декември целиот проект ќе биде успешно завршен. Се разбира со одредени слабости. Слабостите ќе ги отстрануваме во движење. Ова е Македонија, ние сме сиромашна земја со ограничени капацитети. Системот да профункционира чекаат и од Дирекцијата за заштита и спасување. Првиот човек на институцијата, Беки Максути, смета дека нивното учество ќе биде неопходно во услови кога на повикот не може да одговорат другите институции. За дел од мерките кои што не можат да ги исполнуваат другите институции, како пример спасување во планина и така натаму, кои што не може да ги исполнуваат ни МВР, ни армијата или пак противпожарните единици, сепак ние со специализираните тимови кои што ги имаме со преку склучени договори, значи сепак треба да бидеме дел од тој систем заради што побрзо и поефикасно активирање на нив, односно мобилизирање и испраќање на терен таму кој што има потреба. Воспоставувањето на бројот 112 е менување на само една алка од целокупниот систем за заштита и спасување, кој поради слабостите во досегашното функционирање ќе претрпи длабоки промени.
Иницијатива за ваков чекор до владата бил испратен кон крајот на 2019 година од поранешниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джаферовски. Процесот на утврдување на слабостите на постоечкиот систем за заштита бил набрзо прекинат поради појавата на COVID-19. Отпочнавме одма со формирање на работни групи за да може да се види каде се недостатоците, со што се соочуваме. Јас во еден момент видов дека е тоа хибриден еден систем кој апсолутно никаде го нема во светот и не може да функционира. Но владата не била задоволна од работата на работната група, бидејќи не можела да договори елементарни работи. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека во рамките на институциите постоел отпор кон какви било промени, сакајќи да го задржат постојаниот начин на функционирање. Затоа, владата пресекла, донесувајќи две одлуки. Првата одлука е дека во иднина ќе имаме една институција, која што ќе ги обедини тоа што досега го работело ЦУК и што го работел ДЗС, и практично едно министерство ќе си го земе гајлето да ги координира, да ги представува, да не само ги предлага политиките, туку да ја проверува и нивната имплементација. И Министерството за одбрана ќе биде со таквите реформи задолжено и во делот на заштита и спасување. Планот е решенијата што треба да го подобрат системот да стапат на сила следната година. Во меѓувреме, треба да се изменат постоечките закони и да се донесат нови, а државата треба да инвестира во опрема и човечки ресурси. Противпожарните бригади се еден сегмент од синџирот за заштита и спасување, кој во изминатите години на терен покажа потреба од модернизација. Се очекува подобрување на секторот преку договор за стратешко партнерство со Словенија, кој ќе се потпише во ноември, а кој беше најавен по катастрофалните пожари во Малешевијата и Пијанечко. Прво, Словенија ќе биде расположена и заинтересирана да ни донира одреден дел од опремата. Второ, ќе направиме постојани консултации околу начинот на функционирање на системот. И трето, најважно, нивните школи за пожарникари ќе бидат отворени за наши пожарникари. Нема да може сите противпожарни единици да имаат сета опрема, бидејќи тоа ни Словенија не може, ни Германија не може да се ја дозволи. Ама ние сме држава во која сегде може да стигнете за 2 часа. Тоа значи дека на централно или на регионално ниво треба да вложуваме во опрема која ќе им биде ставена на располагање на општинските противпожарни единици, кога големината на пожарот навистина ќе ја надмине нивната сила. Но пожарите кои без неја минатиот месец покажаа дека земјава не ги користи ниту ресурсите со кои располага. Трите авиони за гасење пожар, Ер Трактор, останаа приземјени, бидејќи не се сервисирани. Тие имаа дозвола за летање до јануари 2021 година по сервисот направен на почетокот на 2020. Но годинава, новото раководство на Дирекцијата за заштита и спасување не успеа да избере фирма за сервисирање на тендер. Првиот оглас во јануари годинава пропаѓа бидејќи овластената фирма за Европа, шпански Титан, не прифаќа за слична сума како лани да направи и сервиси дополнителни поправки на авионите. На вториот тендер, распишан во април, ДЗС воведува нов услов – сервисерот да има двомоторен авион за да може да се прават поправки и во Скопје. Шпанците не го прифаќаат условот, но на тендерот се јавува фирма од Србија, Гас Авиатион. За директорот Максути, измените во тендерот се оправдани. Во случај на дефект на авионот на земја во нашата држава, да можат што побрзо да стасат, да детектират и да извршат поправка на истиот авион. Џабе на нас ни се авионите, ако доаѓаме до таков дефект, кој што ќе чекаме 15 дена да се изврши поправка. За вториот тендер, Титан се жали до Комисијата за жалби по јавни набавки при што обвинува за конфликт на интереси, бидејќи консултант за изработка на тендерската документација била српска фирма ќерка на новиот понудувач Гас Авиатион. Комисијата ја отфрла жалбата како неоснована, но Дирекцијата за заштита и спасување сепак го поништува тендерот. Конкретното образложение е дека едниот оператор е вредноста, односно понудата на едниот оператор е повисока од средствата кои што се наменети за таа намера, а другиот е дека не исполнува услов заради тоа што не е регистриран
во главната компанија во Америка за набавка на главните делови. Капак на се е што српската фирма има и негативни референци во регионот. Црногорската агенција за цивилно воздухопловство неодамна ја отстрани од листата на компании за сервисирање, бидејќи ГАС Авијатион вградувала неоригинални фалсификувани делови. Сега стигна писмо дека односно стаса писмо и до Агенцијата за цивилно воздухопловство и до нас дека истава фирма е избришена. Али јавната набавка за ова работа уште од април месец. Во април месец ние ниту имавме сознание, ниту имавме било што официјално дека е. Во моментов трае третиот обид за сервисирање на ЕР тракторите, при што ДЗС директно преговара со шпански Титан. Договор не е потпишан. Според дирекцијата има несогласување поради одредени услови. Според Титан пак, ДЗС вметнала нови услови кои ги нема во последниот тендер од јули. Се што добивме е незнаење и изјави од дирекцијата дека тие го бранат интересот на Македонија. Иако не знаеме како државната институција го брани интересот на земјата со јасно спротивставување на законот. Сезоната на пожари годинава беше страшна. Ако се постигне договор за сервисирање на противпожарните авиони и ако политичарите ги донесат новите закони за заштита и спасување, земјата би требало да биде подобро подготвена за следната година. Ако ништо од тоа не се случи, само среќа може да не спаси од сцениве како годинава. Сте слушнале ли за каньонинг? Предпоставувам дека мнозинството од вас прв пат го слушаат овој неологизам, зашто станува збор за релативно нова рекреативна активност или спорт, не само во земјава, туку и во светски рамки. Колегата Зоран Јовановски се приклучи на една група ловци на адреналин во Мариово и еве историјата. Неизбрусен диамант, вака го нарекуваат Мариово. По природните убавини и туристичкиот потенцијал има и зошто. Каньонинг е релативно нова активност, нов адреналин за влюбениците во авантуристичките спортови, кој овде се практикува рекреативно. Каньонингот представува планинарење во река, буквално. Повеќе би било спуштање низ реката, низ водотеци, скокање од карпи, лизгање по мазни камења, се она што е еднодневна авантуристичка или адреналинска тура може да го возможи и при тоа да биде сето тоа безбедно и издржливо. Каньонинг турата започнува во мариовското село Зович, кое е на околу час и половина возење од Битола. Најчесто се формира група од околу 15 луѓе кои треба да имаат малку повеќе храброст, желба за авантура, потреба за адреналин, базични пливачки вештини и толеранција на студена речна вода. Секој добива специјална опрема заради максимална безбедност. Ние обезбедуваме се што е потребно за еден човек да дојде да присуствува на каньонот. Од дело е сигурносни појаси, јажиња, шлемови. Единствено што им треба на нашите гости е авантуристички дух, за да тие го вкусат овој производ. Групата се упатува кон Градешка река, на мостот од филмовите на познатиот Милчо Манчевски. Од тука почнува спуштањето низ каньонот. Рутата е долга 1 километар и вообичаено се поминува за час и половина до 3 часа. Каньонот сам по себе е околу 7 километри долг и изобилува со невидени убавини од типот на карпи, процепи, вирови и водопади. Спуштањето почнува по мирен потек. Треба да се внимава каде се гази и да се следат инструкциите на водичот. Каньонингот е авантура која што во добар дел зависи и од како да речем, од Господ. Значи, нас за да биде ова сигурна и безбедна дестинација, ни треба мирно време, да нема некои големи поплави или врнежи кои што после тоа ќе предизвикуваат да не можеме да влеземе во каньонот. Времето беше совршено. За многумина предизвик е спуштањето по стрмните карпи. Тоа бара високо ниво на безбедност, зашто се користат јажиња и друга планинарска опрема. Сепак, неголема атракција е скокањето од карпа во вода. Има повеќе такви карпи по рутата со различна висина, а вировите во кои се скока може да бидат длабоки и над 2 метра.
Скокањето во овие базени веројатно е највозбудливиот дел од спустот низ кањонот. Тогаш веројатно удира адреналинот, па посакувате да можете уште еднаш да скокнете. Но за секој ваков возбудлив дел од спустот имате само една можност. Враќање назад нема. Често доаѓаат странски туристи на кои при престојот во земјава им се нуди ваква еднодневна тура. Овој пат целата група е со домашни луѓе. Прво спуштање ми е низ кањонот и да ви кажам искрено воодушевен сум. Не очекував дека толку добро ќе поминам. Адреналински супер, екстра е се. И сигурност и се. Кањонинг во Германија, на Корсика, на Грција, на Сатотраки, во Венецуела и конечно во Македонија. За мене не можам да направам споредба, секој кањонинг е убавина, иначе се е обезбедено, значи тоа е што е важно, иначе за дома тоа нешто се радувам да влезам во кањон. Ултимативно уживање. Кањонот нуди многу можности за рекреација, спортување и забава. За водичот Петар Нолев, секоја тура е различно доживување. Се зависи од волјата да се обаде на групата. Али повеќе од 20 секунди се гушта. Иначе го гушта. Еве ги луѓево како се забавува. Кањонинг Македонија. Поречиси 2 часа следува потек со класично планинарење. Од кањонот се излегува по оваа падина. На незиниот врв е целта. Од тука има фантастичен поглед. Чувството на исполнетост и возбуда уште долго не го напушта духот. Нолев го искористил стекнатото искуство за активен туризам, со кој се занимавал во неколку балкански земји, за да го создаде туристичкиот производ кањонинг во земјава. Идејата дошла од потребата за квалитетно развиени проекти кои ќе ја збогатат понудата за активен или авантуристички туризам во Македонија. Мислиме да инвестираме и да вложуваме во нови други приказни, слични на кањонингот. Меѓутоа, сега во оваа фаза размислуваме да ги окрупниме идеите, односно да бидеме достапни со 3-4 приказни, различни, и да се обидеме да ги натераме гостите да поминат повеќе од еден ден во овој дел од Македонија. Но за тоа потребни се сместувачки капацитети и друга инфраструктура. Генерално треба да на таа тема размислуваат некои повисоки инстанции. Како општини, држави, Агенција за развој на туризмот, за промоција на туризмот. Треба тие да имаат стратегија, реална стратегија, затоа што ова е реален производ, кој што секој може да го вкуси, не е нешто апстрактно кое што виси во воздухот. И треба да се поддржат вакви слични проекти на локално ниво, генерално во стратешки неразвиени подрачја, како што е Мариово. Потенцијалот на кањонинг во Мариово го препознале од швајцарската амбасада во земјава. Го поддржале преку програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ, за да се обезбеди професионална кањонинг опрема, да се подобри безбедноста и да се користи барем дел од потенцијалот на неизбрусениот дијамант Мариово. Реклами па саботажа по петочната пауза поради деновите на жалост. Пред секој избори, па и пред овие, граѓаните ќе имаат таа привилегија цел еден месец да уживаат во имагинацијата на кандидатите за градоначалници и да заборават каде живеат, благодарејќи на нивните големи планови и проекти, за кои дури по 4 години ќе имаат прилика да увидат до која мера биле веродостојни. Булеварот кој што завршува на паркинг кај влада ќе го продолжиме со 2 моста, 2 тунела под Кале и ќе излеземе на улица Никола Карев, ние Скопјани ја знаеме како постичарство. Тоа што никој не може да го види не значи дека таа визија не постои. Потребно е да се отвори некоја специјална чакра со која ќе може да се влезе во паралелната реалност и да се констатира присуството на нешто за кое сите останати сметаат дека екзистира само во нечии глави. Еве, сега доаѓав навака, среќа што тунелот го пуштија под Кале, па поминав брзо.
Ваквиот патернализам е до некаде разбирлив ако се има предвид заедничкото лигашко минато, но несватливо е отсуството на привилегиран статус за членовите на долгогодишното друштво од кампањите, кои на сосема различен начин ја толкуваат воспоставената блискост. Навистина не можам да знам за кој Шилегов ме прашуете. За тој што ве нарече дека сте пријатели, очекува ваша поддршка. Можам слободно да кажам дека јас и он сме познаници, пријатели не сме. Ниту ќе ги добија моите гласови во вториот круг. За разлика од овие кои се очигледно незадоволни, има и такви кои веројатно себе си не се ни гледаат во улога на водачи, туку пред себе биле советници и по собствено признание. Се што ним им паднало на ум, им било исполнето. Дојде од еден вестник Ехо и ме праша што би смениле во градот Скопје. Јас набројав неколку работи, како би го поскапел паркингот на водно, за да не можат коли да се паркираат, за 2 недели све се направи. За толку краток период може да се направи некој инфраструктурен проект, ама ѓаволски е тешко да се изманипулира јавност. За разлика од оние факти кои се презентираат, не треба да се занемарат оние кои се познати, ама заборавени. Еден од тие факти е фактот Ѓорѓе Иванов. Да сум независен, да сум надпартиски човек, член и пред се тоа фактите го говорат за тоа што ниту имам членска книжка, ниту некогаш сум била член, ниту припадник на било која партија. И на крајот, ако низ бројките се преточува причината за избегнување на отелотворената политичка конекција. Тогаш на вистина не е јасно како деклариран член на елитниот клуб се обидува да се прави тоа што не е и пукајќи си во нога, да алармира дека неговиот избор како припадник на партија би предизвикал штета за еднината на градот кој се кандидира да го води. Куманово више не смее да биде бастион на ниту една политичка партија. Оти тоа е грешката. Тогаш постои одмазда, тогаш постои нешто што се вика уназадување. За државата, за општините и за градот, за нивниот развој, најмалку или речиси беззначајно е дали ќе ги водат независни или партиски личности. Најголема грижа за сите треба да биде кадрите што ќе се бираат, независни или партиски, да се кадарни. Пријатно до петок во 22.